сега преминуваме на следни други наши содржини кои што ги имаме проблематични. А тоа е дебелината. Светски ден денеска за борба против дебелината. Сите кои што еве ке се става можеби и јас во тој кош, кои имаме проблем со дебелината, ке слушнеме нешто многу повеќе. Ивана, предпоставувам, од нашата колешка, која што ке разговара со доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје. Пред се, Ивана, добро утро и со нетрпение чекам да слушнам што ќе кажете во врска со ова. Да, верувам дека и гледачите Слободанка со нетрпение очекуваат кои совети ќе ги даде ова утро доктор Игор Спировски од оделението за храна, за исхрана и здравствено-хигиенски прегледи при Институтот за јавно здравје. Ќе зборуваме за дебелината, односно како да се избориме против дебелината. Буквално грижа на светско ниво за болест, може да се каже, на 21-виот век, од кој што 650 милиони луѓе во светот си патат од оваа болест, бројка што навистина е загрижувачка. Докторе, ќе ви посакам добро и убаво утро. Постои ли загрижување и дали постои простор за ургентно алармирање во оваа борба против дебелината? Добро утро и поздрав до вашите гледачи. Па, место за загриженост секако дека постои, како на светско ниво, бројките тоа го покажуваат, така и кај нас на локално ниво и ние треба малку повеќе да се загрижиме, би рекол, за тоа што се случува и во нашава земја во врска со зголемената телесна тежина и дебелината. Вие спомнавте некои бројки на светско ниво. Институтот за јавно здравје денеска има објава на својата веб страна на која што покажува дека зголемената телесна тежина и дебелината во Македонија е континуирано, би рекол, на високо ниво. Значи дека тие преваленци се одржуваат на високо ниво веќе подолг временски период. И од таа причина време и ние како општество да направиме малку повеќе во врска со дебелината како ризик фактор, и вие добро спомнавте, веќе тоа е една хронична состојба, односно болест. Што треба да се направи, односно од каде треба да се почне? Решенијата во врска со дебелината не се едноставни и не се само во здравствениот сектор. Ние секогаш, бидејќи ја гледаме кај болест, мислиме дека решавањето на проблемите во поврзани со дебелината лежи само во секторот здравство, само во превенцијата од здравствен аспект или во лекувањето на состојбата кога веќе ќе биде детектирана. Меѓутоа, за да ја спречиме појавата, тоа што нас најмногу не интересира, и на тоа треба повеќе да бидеме фокусирани, односно примарно да бидеме фокусирани, доказите покажуваат дека за да се спречи треба акции во други сектори. Значи, не е доволно само луѓето да им се каже дека имаат ризик од дебелина, туку треба да се промени и околината која што може да ја кажеме дека во Македонија е обезогена, односно промовира дебелина. Тоа е можноста за социоекономски параметри и подобрување на условите за купување на условно на што го викаме здрава храна. Тоа е можноста за практикување на физичка активност бесплатно. Простори, зголемување на зелени простори во градовите, урбаната транзиција во насока на промовирање на пешачењето и на возењето на велосипед. Значи, повеќе аспекти кои што ќе помогнат луѓето да го намалат ризикот од појава на оваа состојба. Секако, во здравствениот сектор лежи лекувањето и примарната превенција, односно улогата на примарната здравствена заштита, на семејните лекари, на матичните лекари, кои што исто така треба да бидат фокусирани кон спречувањето кон оваа состојба кај пациентите, а кога веќе ќе се појави, тогаш и другите нивоа на здравствена заштита треба да ја одиграат својата улога. Знаеме дека денеска имаме и лекови кои што ни се достапни специфично за оваа состојба, така што тоа е еден вид на комплексни соодноси на општествено и здравствено ниво кои што треба да се испочитуваат. Но како да се стимулира населението? Велите здрава храна, кај нас здравата храна е речиси 3 пати поскапа, дупло сигурно, од нездравата храна, односно храната која што е богата со шеќери. Па стимулацијата
Има два аспекти. Првиот аспект е личната стимулација и тоа се зависи од нас. Меѓутоа, пак јас сакам повеќе да се навраќам на она што ние го пружаме како околина поврзана со намалени ризици, отколку тоа што индивидуално треба да го направиме. Индивидуалниот мотив е кај секого различен и кај некого успева, кај некого не успева. Она што сигурно успева е можноста луѓето да живеат поздраво ако им се пружи таа шанса. А во однос на цените, имате право, и не само и цените, туку нашите студии покажуваат дека и образованието на индивидуално ниво, односно на ниво на детска дебелина, кој исто така кај нас ние на стабилно високо ниво, и образованието и знаењето на родителите во врска со здравите навики за исхрана, и тоа игра улога. Така што би рекол дека, да се вратам на првото прашање, би рекол дека треба повеќе чекори да се случат на повеќе нивоа за да ја подобриме оваа ситуација. Цените се една од движечките улоги во врска со купувањето на храна и имаме и ценовни политики, фискални ги викаме тие, кои што ја намалуваат зголемената телесна тежина и дебелината. Тоа се промена на даночните стапки за определена храна, субвенции за определена храна доколку се мислам да бидат државно субвенционирани определени производи, тој тип на производи да бидат нутритивно профилирани во основните училишта, во средните училишта, во градинките, таму да бидат субвенционирани. Значи тоа се отприлика неколку фискални политики и начини кои што може да придонесат луѓето да може да се дозволат тој тип на храна. Да, споминавте и детската дебелина, која што, односно дебелината кај децата, која што си како изминативе години, тоа како и тоа е во пораст. Тука, веројатно, прстот се вперува нели во родителите? Па, примарно, децата ги учат своите навики во околината во која што живеат и секако дека родителите или оние кои што се грижат за тие деца имаат клучна улога во тоа како децата ќе се однесуваат кон храната. Секако дека родителите, свесноста на родителите треба да се зголемува. Сите кои што сме родители знаеме како децата реагираат на храна која што ние мислиме дека не треба да ја консумираат, а тие баш таа сакаат да ја консумираат. Така што нашата свесност има улога. Институционалната можност да се промовира условно, јас го избегнувам зборот здрава, бидејќи секоја храна има здрави состојки во себе си, меѓутоа на институционално ниво, доколку ја промовираме оваа храна која што промовира здравје, пред се децата, таму кај што децата поминуваат најмногу време, освен семејството, а тоа се установите за згрижување, основното училиште, средните училишта, доколку таму таа храна игра доминантна улога, негативното влијание доколку го има на семејната средина ќе пробаме да го или во најголем дел од случаите ќе се минимизира. Така што покрај родителите, вие викате во кој што се да го впериме прстот за определена вина, јас би рекол дека ќе ја намалиме таа нивна условно вина доколку во институционалниот систем пробаме да ја промовираме овој тип на храна што придонесува кон подобрено здравје. Доктор, ви благодарам за одвоеното време. Се надавам дека и со ваквите теми и со подигнување на јавната свест за тоа што значи дебелината и прекомерната телесна тежина, дека ќе придонесеме за подобро здравје на целото население на Република Македонија. Така е. Благодарам за поканата. Вашите гледачи можат на веб страната на Институтот за јавно здравје да ги видат најновите податоци од нашите истражувања поврзани со оваа тема. Така, 1/3 од децата страдаат од дебелина или имаат прекумерна телесна тежина. Знаеме дека дебелината е една хронична болест која што понатаму се носи и други болести, а особено е повеќе застапен или диабетот тип 2, кој што и тоа како е зголемена бројката на деца кои што се јавуваат диабетот тип 2 во школската возраст. Се надавам дека со овие совети кои што ни ги кажа доктор Спировски, дека ќе влијаеме малку повеќе за тоа каква храна ќе јадеме од денеска, да ја подигнеме јавната свест на овој светски ден за борба против дебелината, но и да се движиме повеќе, колку што е можно повеќе, да одиме пешки, да имаме физичка активност или пак да возиме велосипед.
Тоа се преубави совети кои мора да ги практикуваме, а кога сме кај здравата храна, еве го пролет, салатите, тазе салати на својата трпеза маса и не е толку многу леп. Благодарам, Ивана, за сите овие совети. Навистина дебелината е онаа која создава многу проблеми со здравието и носи многу ризици. Затоа, еве, колку што можете, бидете внимателни и чувајте си го вашето здравие.